после резултатите, одлично. Прекрасно. Еуфорично. Супер. Заш? Пехарот. Реално, пехарот. Многу сме среќни дека на крај цел труд ни се исплати и сите тие сати што работевме, што се трудевме, што се мачевме да речам, ама тие сати испадна дека беа најубавиот дел од цела година за нас. Така да преубаво се осеќаме. Супер. Импресија уште. Зошто? Зашто, не знам, се најнаш дојде, најнаш соопштија некако и не очеквавме реално. Што ви соопштија? Дека пехарот е наш, дека убаво сме оценети и не знам, преубаво беше цела атмосфера. Супер. Не знам. Заш? Заш вечерва е преубав. Зошто? Пошто освоавме пехаве, што колку и да тргнавме со помислата да го освоиме, не очекувавме. Одлично. Заш? Зашто добивме пехар? Супер, после вечерва. Да. Што беше вечерва? Освоивме петка, три плюски, сонце, пехар и 70. Добро. Многу добро. Зошто? Дека пехарот е кај нас? Да. Супер. Зошто? Затоа што добивме пехар. Топ, пресрекно. Зошто? Па, ни ги доловија сега примаца резултатите и вистина бевме пресрекни заради се тоа. Прањето традиционален ручек со децата од пехаве. Завршниот настал, воопштина. Многу моменти не можеш да одлучиш. Дефинитивно На крајот мене. Беше се не, срамотно. реално тажно ми беше тоа. Мене воопштина на кога бевме кога гледавме Да, видеото. да. Солзи. Не знам, мислам дека последен пат кога бевме со менторката и преблагодарна беше затоа што не сме ги заборавиле и дека им носиме плячки. Не знам, така некако ме допре тој момент. Ако мора да издвоиме, не знам, може базенот. Базенот ме беше преубав, престрекни нормално. Деца се радват. Всушност, со сите тие вежби, кој знаеше, кој не знаеше да пливат, се научија на некои убави работи, што реално секогаш ќе му останат во меморија и сите спомени и тоа што утре ќе речат овие момичиња нас не научија да пливаме, ако ние не бевме тие што ги учат. Мене дефинитивно ми беше светлинална работилницава, затоа што таа ни беше една од последните работилници, една од најзахтевните, ама многу го споминавме и децава им беше многу интересно на бродот и доживеа искуство, што дотогаш го нема доживеано и ние исто многу го споминавме и убаво беше и времето и се. Крајниот настан. Не знам, кај нас секој настан, секоја акција, секој момент што го имавме ни беше со посебно место има, кај не мислам дека кај сите од групава, ама можем да го извојам. Не, можам да извојам секое одење во куќата и секоја нова средба со Сашка. Омиljena случка на терен е која извршувавме првата акција. Навистина се шокирав колку се хумани луѓе и навистина убаво ми дојде накрај кога се беше готово. Мене беше крајот некако најубав, кога веќе ги ставивме сите работи внатре во куќата, Сашка беше тука на креветчето спише нешто беше стварно преубаво. Мене све ми беше преубаво, затоа што со нив, мислам, првата некако кога се смеа, све ми беше преубаво. Ако морате да издвоите еден? Искрено јас кога бевме светинално. Јас тогаш ја осетив дека најблиски се, искрено кога се враќавме во бродот, имам толку слики во телефонот што мислам дека никој пат нема да ги избришам, дури не го изгубам телефонот, затоа што ги имам толку како што се блиски, зборуваат, заедно играја. Ние што бевме со нив, поголеми да речам, немавме никаков контакт со нив. Тие сами беа на сама маса, играја,
се смеят, многу ми го стопиле срцето. И мене исто така ми беше преубава и работилница прва што имавме во природа, затоа што некако тогаш прв пат уствари се здружија највеќе и уствари и ние тогаш игравме највеќе со нив и не знам и активностите интересни бе така. Ова си поминаа месечините. Правење на мозаикот и велопозењето. Цртањето. Дефинитивно организирање на паркон. За мене ден на пчелата и правење на мозаика. Омилена активност 100% беше кога јас бев облечен ко пчела. Тоа беше вистина нешто што од срцето ми израчеше. Кога дечињата ме гледа толку мали, како што и ме мисля за вистинска голема пчела. Морат една. Кој имаш едно да? Има многу трпеливост, истрајност, организираност, мотивираност, толку. Охо! Истит од Калино. Премногу нешта, искуства, нови знања, нови пријателства, све. Многу по поминато време, многу не знам, нови пријателства и уште имаме контакт со деца, со све и така. Да, дефинитивно. Не спијам поќе до 3 задон. И паува тимска работа. Да. Некако, не знам, стегнав многу работи, научив да се организирам поќе, да не каснам, поќе каснам, не каснам. Нешто друго. Пробам да ги стигнам. Креативност. Самодоверба. Дружба. Кретење белеги. Прекрасна комуникација со луѓе, премногу отвореност, снодливост, не знам. Да, организацијски вештини стегнавме, зашто организиравме многу бројни работилници, прошетки, екскурзии. Тоа што се дружевме со децата, што видовме како на нивен левел да разговараме. Како да сме подобри младинци, може да го не најдеше поќе. Мислам дека не научивме едно нешто конкретно, пошто направивме многу различни грешки, направивме толку многу грешки, ама секоја грешка си имаше нешто што можеме да излечиме и тоа се ни помогна да работиме подобро како тим и да направиме еден поубав проект. Вештина на координирање и на организирање различни настави. Од БХВ стекнав буквално секакви вештини. Се научив како да организирам настани, како да управувам со група луѓе, и од паркот како да бојадисувам, како да мешам лепак за... Како да садиме трева. Како да садиме трева. Па дури садење цвеќиња со повозрастна група на луѓе. И така. И двете, младинец, заради тоа што преубаво си поминав. Искрено ми беше многу убаво, колку што викав дека ми е мачно, ми беше многу убаво. Десиминатор, зашто да не? Искрено имаме искуство сега и мислам дека мој мене шо да му помогнеме на други младинци. Искрено јас десиминатор, бидејќи сакам да имам многу искуство со тоа, да пробам како е и тоа. Младинец. И јас. Зошто? Подруго е кога ќе си вклучен во работата и го правиш тоа и се бориш сам со групава твоја, а друго е кога ќе даваш совети, кога ќе си околу нив, ама не знам, поинако чувството ми се сломби. Младинец. Зошто? Десиминатор. Младинец. Зошто? Мислам дека ако си младинец, имаш поќе место да се развиеш, имаш поќе место да направиш грешки, дека пак дисиминаториве ни се тие ако што треба се одгледвиме и мислам дека тие барем самите би мислеле дека нема многу место за грешка. А ние младинци имавме место за грешки и направивме грешки. Искрено,
Младинец. Јас барем. Ти си Мона? Па и младинец и дисеминатор си имаат своји обврски, ама би обрала дисеминатор. Зошто? Па по вашиот пример сакам да ги координирам новите ПХВ групи. Одлично, супер. Зошто? Супер. Зошто сте тука? Зашто Хрипак го за пехарот? Како секогаш први, најдобри. Супер. Браво! Зашто? После толку време ги чекавме резултатите и после толку работа и труд што го вложивме, ни се врати многу дупло, како и секогаш ни се враќа до Црвен крст и пресрекни сме што го сегавме пекарот, истовремено и прегорди и преблагодарни. Срекна сум премногу што истото чувство што јас го осетив во 2019 како ПХВ младинец, можеа да го осетите и овогодинешните ПХВ младинци и ми беше навистина мило затоа што знаев дека иако сите беа дојдени со друга цела не за да го земат пехарот, ова им беше како јаготка на шлагот и уште поголем мотив да продолжат да волонтираат во Црвен крст. Лично за мене вториот, затоа што за првиот пат знаев дека вложив многу труд и дека јас ке сум та што ќе се радвит. А вака знам дека вложив труд, ама ако го добиеме пехарот, ќе има многу повеќе деца на кои што знам дека сум им посветила внимание, сум им дала надеж и знам дека тие ќе се многу поисполнети во ситуацијата. Ме секогаш поќе ме радвит кога гледам други луѓе дека се радват покрај мојата среќа, затоа би рекла исто вториот пат. И исто некако се чувствувам повеќе вложена во сите проекти, ако работев само на еден, ама се чувствувам како да сум придонела во сите. Искрено, по чувство поголемо имав кога добивме ние пехарот. Можда дека и прв пат, а нормално дека и сега беше преубаво чувство, ама некако поќе го доживеав првиот пат. Би се сложила со Ивана и јас мислам дека првиот пат ми беше некако поеуфорично, затоа што уште не знаевме ни што е ПХВ точно, ни како е, па по прв пат го доживеавме тоа чувство. И двата, зашто и во двата бевме некако директно вклучени. Првиот како ПХВ младинци го осетивме и многу и поголема трема беше и што ние направивме. А сега освен што гледавме што ние направивме, гледавме што направи младинците во овој ПХВ циклус и како ние успеавме да ги скоординираме. Како главна цел нас не беше да имаме успешни проекти за успешна заедница, односно младите да ги научиме на вистинските вредности кои ги нуди ПХВ програмата, но Дефинитивно вториот, првиот ми беше некако по безгрижен затоа што знаев дека треба да се соочам со резултатите и знаев дека само за мене ќе биде тој или пораз или победа за останативе, ама сега бев превозбудена да ќе видам реакции од другите ПХВ младинци, како тие ќе се сносат со победата, каков момент ќе биде за нив тој, баш со теја се трудевме и со инструкториве ПХВ да биде понеизвесен, за поќе да се истравматизира на некој начин, за поголема трема. Да, за на крај победата сладко да им легнит и убаво да се осеќите да ја памтите за секогаш, исто кој што ја памтевме ние. Би рекла дисеминатор, зашто со тек на време поќе вештини стекнуваме и со тек на време така и повозрасни сме, ама можам да кажам дека исто убаво се осеќам кога бев младинец, зашто прва рака го осетив нештово и имав поблизок контакт и со целна група и со сите тие нови предизвици што ни беа пред нас, но не можам да го тргнам насрамни чувството на дисеминатор, зашто и тоа многу ме научи, а имав можност и моето знаење да го пренесам на останатите. Да, и јас исто би рекла, можда дека улогата на дисеминатор ми е посвежа, би рекла дека поубаво се снаоѓам во таа улога, затоа што на некој начин знаев дека јас сум она што треба да ги мотивират останатите и дека
можеби од моето однесување до однесувањето на Деја и од менторите зависи текот на целата програма. Да, имаше многу ситуации, бидејќи нашиот проект зависеше многу и од школите, а тогаш беше и штрајкот, па моравме и да паузираме, да смислуваме нови стратегии, тактики, како понатака да продолжиме. Исто и со хорот, како да го координираме, со професорот кој што ни помагаше, но сепак на крај свативме дека мојкта е во нас и доколку ние преземеме нешто за да се поправат работите, тогаш и тоа ќе се случи. И јас исто сметам дека, имаше многу моменти во кои што мислев дека толку нема да стигнеме во остварување на самата цел, ама некако со заедничка работа и мотивација и во самиот тим и заедничката работа општо како ПХВ циклус, сите групи заедно меѓусебно се мотивираја и успеавме некако и ние да излеземе од таа зона на откажување. Да. Зошто? Мислам дека им беше период малце понапорен. Имаја други обврски, на почетокот им беше се хаотично, не знаеја кај се наоѓа, што треба да прават. Ама со тек на време мислам дека го сватија значењево на целиот циклус и некако почнаја сами да се подкреват и да продолжат со проектов. Исто и јас имав моменти кај што мислев дека младинците ќе се откажат поради препреките со кои што се соочуваат, затоа што не беше баш лесно да се истуркат еден ваков проект. Ама на крај со силна доверба и посветеност успеа да достигнат до целта. Да, и тоа имаше многу такви моменти, но не ги кривиме на еден начин, зашто не бевме на нивно место, плюс ова година ПКВ програмата беше од таков период кај што за сите ни беше тежок, беше постпандемија, беше период кога имаше на училишта штрајк и тоа многу ни ја кочеше работата, но максимално ја искористивме и исто така еден период на криза каде што нелесно стигнувавме до падишни средства кои ни беа потребни за правење на тие проекти, но сепак многу сме горди што сите младинците дотуркаја до крај и денес сите можете да ги видите на видео, срекни, задоволни од земањето на пекарот. Се согласувам со теа. Често се случваат истите периоди кога тие се осетат веќе демотивирани, да бидат периоди кај што сме демотивирани и ние, затоа што јас носим мислата одговорност како нив и сите работи кои им се случуваат нив ги ставам и ние при срце, ама тука многу ни помогна стручната служба и нашиот ментор, затоа што тие се ето така повозрасни, поразумно мислат и некогаш дури нешто да го кажат само од утеха. Нас многу ни значеше и пробевме ние да се крениме, да ги крениме и младинците и на таков начин успеавме да излеземе од таквите тешки периоди, од фактори кои не влијаја лично од нас, туку влијаја од околината. Но мислам дека секаде и секогаш има такви периоди, не само во ПХВ, туку во животот и овие ПХВ младинци, исто како што успеа овој пат, ќе успеат и други пати, доколку за секогаш се сеќаваат на овие моменти. Да се храбри и да не се плашат од ништо, затоа што со заедничка работа и со труд и многу комуникација во тимот и со стручна служба се е достигливо. Секоја цел може да се постигне. Така е, тимската работа секогаш на крај е победник, секогаш некој можеби ќе се издвојува од тимот, но на крај работиме заедно и наградата е заедничка, иако ќе имате многу успони и падови, сепак треба да бидете истрајни и доволно да имате желба за остварување на целта. На крајот од секој тунел секогаш има светлина, затоа никогаш не се откажувајте. Бидите истрајни, бидите храбри, не се плашите од предизвиците што ќе ги имате,
ќе имате секогаш поддршка од стручна служба, од мини ментори, од дисеминатори. И бидете едноставно горди што сте дел од ПХВ програмата и што сте дел од фамилијава на Црвен крст. Никогаш немојте да се откажувате, работите што ќе ги научите во ПХВ, соберете ги во една ташничка и секогаш носете ги со себе, бидејќи квалитетите кои ќе ги стекнете сигурно ќе ви притребаат еден ден.